Регистрацијата на инфлуенсерите може да претрпи измени. По бројните реакции следната недела е најавена средба со Сдруженијето на инфлуенсери и Министерството за дигитална трансформација. Ставот е дека не треба да се бараат исти строги правила како за традиционалните медиумски платформи. Ако е потребно, ќе се менува и законот. Ги слушнав и коментарите на новото Сдружение на инфлуенсери, мислам дека вреди да се дискутира со нив. Еве да најавам дека можни се и промени, затоа што не сметаме дека треба ригидно да бараме од креаторите на содржини да се однесуваат исто како и платформите за споделување на тие содржини, односно да бараме толку високи критериуми од страна на приватни физички лица кои што повремено или постојано се занимаваат со оваа работа. Јас ги споредувам многу често со колумнисти, ако не бараме високи критериуми, регистрација и еден ригиден пристап кон креаторите на содржина во традиционалните медиуми, не гледам зошто би требало да имаме толку ригиден пристап. Министерот Андоновски рече дека тие како министерство остануваат подготвени да ја отворат оваа дискусија помеѓу инфлуенсерите со цел да се најде соодветно решение. Беше донесен еден, вака би рекол, еден неформален документ, така наречен водич, кој мислам дека направи дополнителна забуна, затоа што станува збор за неформален документ кој што нема правна важност, а се сватили, се презентираше дека е заложителен за употреба од страна на оваа група на креатори на јавното мислење и се направи дополнителна разбирање помеѓу едната и другата страна, но остануваме како министерство подготвени да ја отвориме таа дискусија. Јас закажав и средба на почетокот на следната недела со Сдруженијето на инфлуенсери и сме подготвени да, ако бидат потребни, направиме дури законски промени во оваа насока. Дополнително од Министерството посочуваа дека правилникот е донесен врз основа на измените на законот од 2023 година, кој стапи на сила пред неколку месеци, и со истиот се бара задолжителна регистрација на инфлуенсерите. Понатаму, оно што останува е да се види што ќе се одлучи на средбата наредната недела.